Здраво Македонија и добре дојдовте во уште едно возбудливо издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Нашите надпреварувачи денеска ќе го покажат своето знаење и ќе пробаат да се надмудрат еден со друг. Па да не им го одзимам повеќе времето, ќе ги повикам прво домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Мартин и Александар. Повелете. Здраво, Мартин. Здраво, Александр, како сте? Одлично. Расположени денеска повторно уште една партија, ќе имате нови противници, само знаете и самите, ќе треба нив да ги поминеме преку две лицитации за повторно да влеземе во домакинската кабина. Минатиот пат, како беше финалниот учинок? Топаме ги 2-0 противници. Така, после начин повеќе, да. за парите? Сточе. Застанавме на што? Ви текнува или заборавите? Темата што беше? Да. Јазикот не. Арапски јазик не. Така, во кои земји официјално се користи арапскиот јазик, така. Добро. Убава сума, имаме денеска шанса три пати повеќе од тоа да освоиме, секако како што реков, доколку ги елиминираме нашите противници. Да не сакате вие да додадете нешто? Да се го поздравам брат ми Петерсон. Кој заборави прошлиот пат, а? Минатиот пат. Мора се да, секое време да се жив и здрав, така. Голем поздрав и од мене до него. Ти брату. Ништо, тоа е тоа, кај сака. стандард. Готово, па ја да не ви го земам повеќе на вас времето. Знаете која е ваша кабина домакини, повелете во домакинската кабина. А наспроти нив ќе седнат нивните противници, односно денешните предизвикувачи. А таа улога им припадна на Матеј и Иринеј. Повелете. Иринеј, здраво. Како е, Марко? Одлично, Матеј, здраво. Добри сте? Добри. Ако не се лажам, втор пат во Листа за 300, како поминавме минатиот пат? Првиот пат брзо завршивме. Малце неискуство, Така, неискуството, тремата. брзање, трема. За денеска се надевам дека Договорени, спремни сме. договорени, подготвени. Така, супер. Да не сакате нешто да додадете, да поздравите некого? Вие да се пофалите нешто, во меѓувреме да не се случило? Не. Тоа е тоа. Поред, не би ве деконцентрирал ниту вас повеќе. Знаете дека почувате како предизвикувачи. Преку две лицитации имате шанса да влезете во другата кабина, но да одиме со ред. Повелете прво во предизвикувачката кабина. Мартин и Александар, односно Матеј и Иринеј се во нивните надпреварувачки кабини. Сега да ги провериме сите заедно дали работат како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. Ке ве замолам за таа цел да исклучиме кабината на домакините, а Матеј и Иринеј, дали се слушаме? Да. Знаете, и самите веќе сме го поминали ова, ајде. Да го повториме, ако имаме некаков технички проблем да кажете веднаш, иако нешто не е јасно да прашате, договорено? Готово. Со среќа во продолжение, храбро само. Ќе исклучиме сега и вашата кабина да провериме кабината на домакините. Домакини, како сте? Супер. Добро. Рековте дека сте расположени за игра, кабината е во ред? Да. Доволно гласно се. Топло, ама жешко. Вие едно и подобро да е топло од кокулато. Да. Дали може да продолжиме понатаму, да започнеме? Супер, фала ви. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини. Домакините дадоа зелено светло за старт, па да започнеме. Стандардно, како и секогаш, така и денеска ќе започнеме со првото надавање, односно првата licitacija. А темата за истата гласи. Женски имиња на буквите Ј или Т. Бараме женски имиња кои почнуваат со буквите Ј како Јован или Т како Трајче и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија без оглед дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод треба името да го имаат најмалку 5 наши жителки. Мартин и Александар, дали не е јасна темата? Да. Одлично, Матеј и Иринеј, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, веќе добро познато е дека први со надавање при првата licitacija започнуваат тековните предизвикувачи. Во таа улога денеска се Матеј и Иринеј. Ќе ве замолам да исклучиме домакинската кабина. Матеј и Иринеј, кога ќе имате понуда, кажете ни ја.
Започнуваме со 10. Само едно мало прашање, Повели. колку ги има од прилика на број? Колку се број? Ау, искрено, немам бројка, ама многу. Многу имени имаме, да. 12. Сигурно повеќе од 80, 90. Добро, сигурно. 12. 12. Ме праша колку имени има од прилика, искрено ја немам точната бројка, дека имам многу имиња на овие две букви, ама не знам, ја имам тука повеќе од 70. 14. 14. 16. 16. 18. 18. 20. 20. 23. 23. 25. 25. 27. 27. 28. Едно повеќе 28. 29. 29. 30. 30. 32. 32. 34. Колку ми букви? 34. 38. 38. 40. Заокружуваме на 40. 44. 44. 45. 45. 46. 46. 47. 47. 50. Заокружуваме на 50. 52. 52. 55. 55. Нека одговарат. Да одговараат. Материнеи 55 надававме, не се малци имиња, но мој совет е, нели, да се присетите на сите оние ваши другарки, школски, што ги познавате и да почнете да ги редите нивните имиња. Верам дека познавате доста девојки на имињата на буквите Ј и Т, па кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Јана. Јана. Јована. Така е, Јована. Јована е точен одговор. Јованка. Јованка. Точно. Јоана. Јоана. Така е. Теја. Теа. Така е. Теодора. Теодора. Така е. Татјана. Татјана. Точно. Тајна. Извини. Тајна. Тајна. Да. Тајна на моje изненадување 55 во Македонија. Точен одговор. Не очекував, искрено. Тајња. Тања. Така е. Тодорка. Тодорка. Така е. Теодосија. Теодосија. Ајде, Теодосија. Така е, Теодосија е точен одговор. Ајде, ајде. Мислете, ќе морам да почнам да бројам за една минутка. Тијана. Тијана. Тијана имаш и сестра иста. Така е, точен одговор. Абе, ќе морам да почнам, момци, да бројам, многу ми е жал. 10. 9. Томица.
Чекај да видиме. Тоница 9 во Македонија, уште еден точен одговор за Мате Иринеј. Горе стартиравме часовникот, но морам да бројам пак. Тацка. Тацка. Ајде да видиме, тацка. Иако има многу, ме интересира колку има тацка во Македонија. Многу ми е жал. Тацка нема, искрено се понадевав дека ќе има која Тоница има 9, викам ајде тацка ќе има сега. Ќе слушам некои невообичаени интересни имиња, но за жал нема. Тоцка нема. Тацка, така е викала. Тацка, како рекавме. А сега вака. Материни, храбро игравме, малце се блокиравме, повторно ќе кажам. Пополека консултирајте се меѓу себе, треба да најдеме само формулата која имаше доста имиња, само да им честитам. Мартин и Александар, честитки за првиот поен. Дечките сигурно ги знаат, ама концентрација Па да, тоа е тоа. Сега затоа викам ќе биде криво кога ќе ги прочитам, ќе им текнат сите, но тоа е тоа. Во дадена ситуација нели сите сме го поминале тоа и се уште го поминуваме во дадени моменти, так да се блокираме, тоа е што е. Но вака женски имиња на буквите Ј или Т имаме Јаворка, Јадранка, Јагода, потоа Јанка, Јасмина, Јасминка, Јасна, Јелена, Јеленка, Јелица, Јелисавета, Јована, Јованка, Јовка, Јорданка, Јулија, Јулијана, Јуле, па имаме Тања, Татјана, Тамара, сестри на Тијана, на незе мислев, Таца, Талија, теа кажаме, пота Теона, Тина, Тинка, Тијана, Тихана, Томка, Тонка, Трајанка, Трајка, Трпана, Трена, Трендафилка и така натаму, ги има уште многу. Сега во оваа ситуација моментално Мати Иринеј се наоѓаат, нели, во негатива, но имам уште една лицитација која што повторно може да ги врати во живот доколку успеат да победат во таа. Пеналите ќе бидат нивниот спас за целосен пресврт. Но да не зборам пред време, да видиме како ќе течат работите. Време е за втората лицитација, а темата за истата гласи: хемиски елементи во чие име се содржи буквата А. Извор, сајтот на ИУПАК, односно Меѓународниот сојуз за применета хемија, кој до 2018 година има признато 118 елементи. Името на елементот во кој се содржи буквата А го бараме во наша транскрипција. Значи не се мисли на онаа ознака од 2 букви, туку се мисли на целосното име во наша транскрипција да ја има буквата А. Мартин и Александар, дали ни е јасна темата? Одлично. Мате и Иринеј, дали ни е јасна темата? Супер. При втората лицитација, знаете дека надаваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се Мате и Иринеј. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домаќините. Мате и Иринеј, кога ќе имате понуда, споделете. 5. Започнуваме со 5. 10. 10. 15. Така ми се допаѓа. 15. Нека одговарат. Да одговарат? Ајде. Мартин веднаш се пушти во акција да одговарат, вика, ајде сега пополека. Пополека ги има доста, повеќе од 15, значи околу 60 на се. Нешто помалку од 60, извини. Имате 15 од тие да издвоите да кажете. Имате време. Кога Едно прашање само, треба да биде името, така не... Името, да, името, не кратенката. Буквата А ја барам. Уште еднаш да ве потсетам се. Мислам да е било каде во името, не мора да почува на буквата, само треба да содржи буквата А, во чие име се содржи. Значи, во цело име треба да биде не во знаката, така? Да, да. Злато. Злато. Одма започуваме, кажи. Со злато, така е точен одговор.
Ке Ејнштајн има точен одговор. Бакар. Бакар. Така е. Натриум. Натриум. Така е. Видите како порано старите топломери се што беа. Ама не знам дали е така по народски или Не е народски. Да ти кажам, мога си кажа похрабро малце, тоа сам да ви кажам. жива. Жива. Така е. Ураниум. Ураниум. Така е. За кое се мисли? За кале. Кажете го, што се плачете толку? Кале. Кале, ајде нека не. Калај. Така е. Уште малку на пола сме. Живеете си вие таму. Вие гајле. Калциум. Калциум. Не. Кога си кажа бе? Не, знам. Како што точен одговор? Кој од пола имаме сега? Калциум. Ќе морам да почнам уште малце да бројам, ајде. Калиум. Калиум. Не знам дали е. Калиум точен одговор, нема спас, видиш? А ти се дома да си одиш, нема. Не, да. Ќе држам уште малце сега. Магнезиум. Магнезиум. Така е. Метан. Метан. Тоа е газ, колку што знам, другарчиња. Да. Многу ми е криво, манган имаме тука на МВК, кој што можевме и магнериум. Добро, тоа не ми е познато, искрено. Добри вете, ви викам дека знаете, само се уште се тежок зборе, плашите, ајде да кажам, туку немате доволно храброст да пробате, како да ви кажам, баш буквално онака да се надпреварувате со вашите противници, нека не се плашите толку и да погрешите, муци. Пола од одговорите кои не пола, ги знаевте сите одговори кои што ги кажавте, ги спомнавте меѓу себе, ви фалеше храброст само да ги кажете, а откако ќе ги кажете, ќе добиете време за размислување и се подига само до вербата, моралот, сите тие работи. Пак ќе ви кажам, само похрабро. Не е само да надавате тука, кога ќе влезете во кабината, после тоа да не се секирате за одговорите и за грешките. Супер сте, имате знаење, само како да не сакате да ни го покажете, тоа ме љути. Нареден пат ќе се видиме и знам дека подруга ќе биде ситуацијата, затоа што знаењето тука само треба да го извадиме на виделина. Матери не, секогаш ми е чест и задоволство кога ве гледам тука, многу сакам кога доаѓаат млади надпреварувачи, кои што се спремни да го тестираат своето знаење и да го зголемат секако, па затоа повторно ве чекам во блиски дни на нејама, додека не ви дадам пари, не ве пуштам. А Мартин и Александар, тактички одлично изиграно, го искористите нивното неискуство и на тоа, како да кажам, си излековте вие корист. Знае се погода. Да, уште еднаш ќе се дружиме тука на главната сцена, ќе имате шанса да земете парична награда, па да видиме што ќе направите. А пред да ги повикам Мартин и Александар да ми се придружат тука на главната сцена, да прочитам уште некои од оние химиски елементи во чии име се содржи буквата А, ги имаме тука алуминиум, америциум, антимон, азот, потоа арсен, ванадиум, волфрам, германиум, јаглерод, калиум, калциум, кажавме, кадмиум, кобалт, калифорниум, манган, натриум, рековме,
паладиум, платина, радон, радиум, титан, франциум, тантал и така натамо. А сега, драги гледачи, како што реков, време е Мартин и Александар да ми се придружат тука на главната сцена и да ги соочиме со темата од нашата листа. Што ќе направат, ќе дознаеме сите заедно во продолжение. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по пузата. Мартин и Александар ми се придружија на главната сцена. Не е ме првпат, веќе имаат искуство и тука што мене ми влева надеж дека ќе надминеме и она парична сума од 100 евра. Денеска ми се чудат сите кои ми кажат дека се надам, посебно луѓето блиски околу мене. Ме вика, брат, вие сте единствените кои што сакаат да им дадат пари на своите надпреварувачи. Па нормално дека сакаме, викам се изнамачија сега, што не некеме да ви дадеме пари. Но пред да ви ги дадеме парите, или барем да пробам да ви ги дадам парите, мора да се подсетиме на кратко како стојат работите со нашата листа. Таа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги спишеме со точни одговори, за да освоиме она максимална парична награда. Во меѓувреме, за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100. Така е. За 9 точни одговори 150, за 12 точни одговори 200 евра, ова е минималната што денеска ја бркаме, и за 15 точни одговори си одите дома со 300. таа ја бркаме. Ете, видиш, чим ја знаете. Спорт гледаме, имаме омилен спорт некој што сакаме да го гледаме? Па јас повеќе фудбал. Ракомет. Се. Фудбал, ракомет. Ама фудбал е број 1. А со тенис како стоиме? Па јас искрено слабо, ама Ја леле, ке се караме. Ајде ќе видиме. Верам дека не сте до толку слаби, знаете барем каде се играат оние поголеми турнири. Искрено се надам, заедно ќе видиме дека ќе направиме нешто. Слушајте вие добро, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема градови каде се играат Мастерс и АТП 500 турнири во тенис. Извор, сајтот на Тениската асоциација. Бараме имиња на градови, односно места каде се играат така наречените Мастерс 1000 и АТП 500 турнири во тенис во 2025 година. Градови во кои порано се играле овие турнири не се признаваат. Ајде, има тука доста познати имиња од Европа и секако од светот, но ја би ви рекол, имаме во Европа, можеме таму да почнеме неколку познати многу градови кои што нели. сум дека Лондон. Лондон. Ај Лондон да почнеме негде. Да почнеме Лондон, ајде Лондон. Не може да не си игра нели во Лондон некој од поголемите турнири, така е. Точно мислам дека таму АТП 500 се игра. Ајде, имаме еден, одлично. Кој е вечен ривал на овакво на Реал Мадрид? Кој е вечен ривал? Барселона. Барселона. Треба да воведем и асоциации во квизот. Мислам дека добро ќе ни оди. Те уште една сега, сигурно некој што знаеш. Барселона. Втор точен одговор за Мартин и Александар. Да кажеш? Ајде. Ајде Парис. Парис. На срке малци пијаме. Ке почнете да гледате сега. Да. Парис. Мислам дека Мастерс игра во Парис. Точен одговор. Трет за 50 евра, честитки. Ајде сега што правиме за Само да понатаму. размислиме. Важи. И дојдете ве малце понаваму. За е така. Слушай сега, Јапонија валја Токио треба да има. А сега претпоставам. Кој има? Други градови кои Јапонија сакам. Чеј, тој три, мора да се одлучиме. По Бразил е валја Рио, треба да има. Рио де Жанеиро. Италија, Рим валја. Треба да има Рим. Не. Па пробај. Што да викаш? Ајде, не губиме ништо. Така да. Ајде Токио. 50 евра ќе изгубите. Ајде Токио ништо. Ќе пробаме на среќа, ќе биде некаде. Токио. Ос Мартин Сан, точен одговор. Рио де Жанеиро. Рио де Жанеиро. Чекай сега, валја. Рио де Жанеиро. Бразил. Валја Рим треба. Од Италија кој е Рим? Пети точен одговор за Мартин и Александар. Само го чекаме да се испише исто така тука на екранот и Ајде да пробаме со Рим. да пробаме со Рим. Ајде бе, ништо Рим, друго. Италија. Пари се върши, кажи. Пари се върши. Пробај, ако ќе видиме. Браво, Мартин, браво. Рим,
Шести точен одговор за Мартин и Александар. Честитки, стигнавме повторно до онаа сума која што ја освоивме минатиот пат. Што правиме за понатаму? Само Монако ще видим. Ама после? Чекай да не слушам две. Саудита, Бразил се играе. Тапасно. После. Не брзете, имате да размислувате. Ајде. Чекай, да размислям кратко. Има да факт е дека има... Не знам да се играе. Барселона, кажеме. Само Барса ли се? Мадрид нещо? Нещо по другите градове. Чекай, Джокович, дека... Австралия не знам дека се играе. Нещо там опенес, нещо. Може Олимпийската, не знам. Не съм сигурен. Абе, Да, ако не да се откажеме, Што ще се кажеш? слава да не ризикуваме, пошто не сме сигурни. Знаеме ги Кој ги мислите вака дека би можеле да бидат вика? Ајде вака ќе правам. Монако е, да. Монако добро, Монако Монте Карло. Монте Карло, да. Сидни нещо, да, Сидна. не знам, не сме нещо сигурни. Дека се играе Шпанија, не, Мадрид. Сакате да го... Чекај, не. Сакате да продолжите понатаму? Па не сме сигурни сега, Така, да не... да не ризикуваме, ја викам, доста се... Да си ги земеме овие 100 евра? Стварно не се ризикува. Онака празнично да имаме после да си ги трошиме. Тоа е тоа. Не ми се ризикува, доста. Повторно застануваме на она парична сума од 100 евра. А кои би ги играле? Монте Карло, така? Монте Карло, Сиднеј и... Уште една, која ќе игра? И Мадрид може. Може од првите тие. Затоа не сум сигурен. Мадрид ќе поминеше. Сиднеј ќе падневте. Затоа Да. тоа ме плашеше. Сигурно, да. А има многу познати, еве, покрај Мадрид, тука ги имате Мајами, потоа Монтреал, Торонто исто, Се играе, да. Синсинати, Шангај. А потоа за АТП 500 ги имаме Акапулко, Базел, Вашингтон, Виена, можевте, мислам вака што се нели Далас, Доха, Дубај, потоа Минхен, Пекинг, Ротердам, Хале, Хамбург и тие, отприлike. Добри сме, супер. Па честитки за освоените 100 евра и во ова издание на Листа за 300. Знаете дека ќе треба повторно да дојдете и повторно да се дружиме тука. Се и обезбедивте учество и за следното издание на нашиот квиз. А со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на Листа за 300. Во продолжение останете вие да уживате во овие празнични денови, празничната атмосфера, секако и да го очекувате следното издание на нашиот квиз со програмата на телевизија Сител. И никако немојте да заборавате, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!